Благодарам, почитуван градоначалник на општина Ранковци, председател на Совет, почитуван градоначалник на Трговиште Република Србија, градоначалници од регионот, председатели на Совет, почитуван Тито Петковски, почитувани советници, членови на администрацијата, почитувани гости. Денеска ова е убав и посебен ден и за општина Ранковци и за државата генерално, за мене лично, за сите вас што сме тука присутни и мислам дека имаме многу аргументи да го подкрепиме ова што го кажуваме како тврдење дека е посебен ден. Прво, ми представува особена чест што ме поканивте да бидам дел од овој настан, свеченоста по повод, би рекол, адаптација, опремување на салата, меѓутоа и на општинската зграда, заради тоа што се ствараат и потенцијални можности за развој на туризмот од една страна, и второ, се направи нешто што после 70 години за прв пат се прави, се реконструира, се реновира, односно се добива нов изглед на општината, заради тоа што пред се општинската зграда е репрезент на тоа што се случува и во општината и на граѓаните. И убеден сум дека ова модерна сала ќе биде инспирација и за советниците, ќе биде инспирација за сите креативни луѓе од општина Ранковци, па и за нивните колеги од регионот, за да може да подготват многу нови проекти кои што би биле од интерес и на општина Ранковци на целиот наш регион. Оваа придобивка е реализирана како дел од проект на Североисточниот плански регион, од програмата за равномерен регионален развој за 2019 година, преку Министерството за локална самоуправа на владата на Северна Македонија. Сега во Ранковци се создадоа услови за да може да се одржуваат и промотивни настани, работилници, одбележување на настани кои што се означени и за општината и за регионот, посебно имајќи во предвид дека туристичките особености, потенцијали ќе можат да бидат видливи, ќе можат да бидат презентирани на еден современ начин, кој што е реализиран преку ИПА проект за прекогранична соработка. Туризмот како економска категорија во нашата земја ги нема активирано сите потенцијали со кои што располага и државата, меѓутоа посебно Североисточниот плански регион. И сметам дека секој еден проект кој што е во функција на унапредување на туризмот во државата ќе е од особено значење генерално за економскиот развој на државата. Ние имаме ова година некаде зголемување на туризмот за 8%. Тоа е добра можност за тоа дека навистина сме посветени во градење на посебна стратегија за развој на туризмот и генерално за економскиот раст, меѓутоа тоа не е доволно и не доволно ги користиме сите потенцијални капацитети кои што ги имаме. Второ е важно што заедничкиот настап, промоцијата на општините од Североисточниот плански регион и преку регионалното туристичко биро во Кратово ќе зајакне и меѓу општинската соработка, ќе определи улога на секоја од општините во овој регион, меѓутоа и во планирањето и реализацијата на регионалниот развој, преку кој што се создаваат и директни инвестиции или инвестиции преку јавно-приватно партнерство, особено во областа на туризмот, и таква можност, таква шанса еве сега се отвара за еден голем проект во општина Старна Огоричина. Јас очекувам дека тоа ќе биде еден од подобрите проекти кои што ќе овозможи туристичко отварање на целиот овој регион. Тоа покажува дека Центарот за развој на Североисточниот плански регион по сите спроведени механизми на таа заемна соработка и извојување на заеднички приоритети го промовира овој проект како проект кој што нуди можности за надминување на негативните резултати преку една квалитетна понуда и преку добро организирани туристички рути. Гледате и од презентацијата дека овој регион изобилува со разни содржини кои што намерно или ненамерно не биле доволно презентирани, многу слабо биле посетени, земајќи ги во предвид сите специфични геопросторни, демографски, културни, други аспекти во предвид, и ова е еден од најадекватните иницијални, би рекол, начини за
едно туристичко активирање на овој регион преку промовирање на така наречени уникатни или препознатливи туристички рути, со кои што можеме да се пофалиме сите ние кои што сме дел од овој регион. Многу голем потенцијал и неискористен постојат и пред угостителските објекти, да можат да мобилизираат лица од селските средини, пред се во делот на гастрономијата, со подготовка на гастрономски специјалитети кои што се специфика на целиот овој регион, и на тој начин да се зголеми и економскиот и финансискиот инпут кај македонските семејства, меѓутоа и да се мотивираат младите луѓе во руралните средини да учествуваат во синџирот на придобивки кои што ги имаме. И мислам дека ова е многу добар пример, многу добар потенцијал како да создадеме еднакви можности покрај другото, нели? Треба и инфраструктура, треба и многу други сегменти кои што ќе допринесат животот во секоја од општините да биде со еднакви можности, меѓутоа и да јакнеме таа јавна свест дека е добро да направиме се што треба да направиме и ние во рамките на подобрување на состојбите во кои што секој од нас живее. Второ, сакам во ова присуство мое во општина Ранковце да го искористам се со цел да најавам еден нов почеток на еден многу голем, значаен проект пред се за општина Ранковце, а тоа е изградбата на системот за наводнување на Славишко поле, кој ги офаќа земјоделските површини во селата Псача, Петрлица, Гиновци, како и зафатот за пренасочување на Крива река, која ќе биде главен избор на вода за овој систем на наводнување без амбиција да исправиме Крива река. Со новиот систем ќе се наводнуваат 200 хектари обработливо земјоделско земјиште, ќе биде достапен за 1500 жители на трите села кои главно се занимаваат со земјоделство и со сточарство. Овој проект е важен за општина Ранковце, меѓутоа и за самите села, кој и исто така е финансиран со средства од Европската Унија. Неговата вредност е околу 1,7 милиони евра. Активностите се очекуваат да започнат за некаде околу 15 дена и да почнеме со реализација на овој проект. Тука навистина сакам да се заблагодарам и на градоначалникот за поддршката за овој проект, да се заблагодарам на сите кои што учествуваа во владата да можеме да го реализираме, бидејќи не беше така лесно. Посебно сакам да се заблагодарам и да му одадам признание на Љупчо Николовски, кој што додека беше министер за земјоделие, многу посветено работеше да го реализираме овој проект. Вие знаете за проектот Вардарска долина, се реализираше. Колку позитивни аспекти има во земјоделското производство, зголемувањето на земјоделското производство и така натаму, осовременувањето, и затоа сметам дека токму во овој североисточен плански регион, како еден од најнеразвиените според статистика, да направиме проект кој што ќе даде сериозна поддршка на земјоделството. Уште еднаш сакам да честитам за реализација на овој проект, да ве потикнам и понатаму да остварувате позитивни проекти за општината, да бидете креативни, да допринесувате за развој на својата општина, за развој на регионот, а со тоа ќе допринесеме и за развој на државата. Нам ни се отвара многу можности со почнувањето на преговорите за членство во Европската Унија. Ако гледаме само дека членството во НАТО понуди многу позитивни аспекти во делот на инвестициите и на домашните и иностранските инвеститори, отварањето на преговорите со Европската Унија ќе значи и пристап до фондовите, кои што пред се наменети за развој на локалните заедници, поддршка на регионални проекти. И мојот апел е тука да се подготвуваат општините и општинската администрација, посебно во целиот овој регион, да се определат приоритетите, да се изготват проекти, се со цел да можеме да ги потрошиме тие пари. Тоа е многу важно. Знаете дека сега преку Светска банка имаме финансиски средства за реализација на проектот Македонија без кал. Тоа значи поддршка директно на општините за градба на локални патишта. Вашата општина има добиено повеќе од 680.000 евра. Тие пари се пари кои што навистина треба да ги искористиме и да
допринесеме токму во развојот на овие рурални средини, таму каде што најмногу се потребни. И затоа е многу важно да имаме позитивна приказна секаде. Секоја позитивна приказна промана на локалното ниво, која што ни се случува е многу значајна за сите овие аспекти за кои што говорев, и за луѓето кои што живеат тука, и за привлекување на инвестиции, и за едноставно создавање на услови да си ги најдете сите одговори пред себе зошто е важно да останеме таму каде што сме. Во нашите места, во нашите општини, во овој регион, и сметам дека токму заради тоа ќе успееме сите заедно да преку преговорите со Европската Унија, преку презентацијата, односно промовирањето и прифаќањето на тие европски вредности да ги градиме сите наши локални заедници. Уште еднаш честитам, посакувам да имаме успеси и на крајот да ве уверам сите вас дека владата на Северна Македонија посветено ќе продолжи понатаму да му дава поддршка на овој регион. Сами сте сведоци што се случи во овие 2,5 години во овој регион, на што се сме посветени пред се во делот на инфраструктурата. Знаете дека повеќе од 200 милиони евра финансиски средства се вложуваат во инфраструктура од Куманово па се до Девебаир. Тоа ќе продолжиме и понатаму да го правиме и да заеднички се поддржуваме и да покажеме дека навистина може и многу подобро, може и многу повеќе од тоа што било во изминатите години. Уште една со среќа, за многу успеси и да се видиме само за промоција на убави проекти. Благодарам.